Служиме и со молитва на помош го повикуваме патронот и заштитникот на Велес, светиот великомаченик Пантелеймон. Му благодариме на нашиот закрилник за мирот и спокојот што ни ги дарува, што ни го чува градот и граѓаните од болести и од неволи. Заштитникот, целебникот наш, што со вековна традиција бдее над овој град. Тој е нишката што преку верата ги поврзува годините, вековите, историјата и судбината на ова парче земја и на овој напатен народ. Само Бог знае дали судбински е предодредено токму по раѓање да биде наречен Пантелеон, што значи во се како лав, да има моќ и чумата и колерата да ги пропади. И судбински ли е предодредено подоцна тоа име да биде заменето со Пантелеймон, што значи се милостив, за да може со векови на народот да му носи мир и исцеление. Во младоста да изучува лекарската вештина, да поверува во Христа и да се крсти, а Господ да му даде благодат да лечи од секакви болести, не само со лекарската вештина, туку и со силната молитва. За сета негова добродетит за овој град, за сите надминати премрежија и човечки страданија, во знак на благодарност, Велешани ќе го ангажираат најголемиот градител, великиот Андреа Дамјанов. Да тој со тајфата на вештачката тераса во суровиот терен на падените од Велешката клисура, свртен кон реката Вардар, ќе издигне најубавата и неповторлива градба, бисерот на сакралната архитектура на Балканот. Спроти стрмните страни на Вршник, Велешани за вечни времиња ќе го вековечат велелепниот храм на светиот великомаченик Пантелеймон. А од септември 2009 година, со одлука на Советот на општина Велес, и официјално е прогласен за патрон на градот. Почитувани, вечерашното чествување на светиот великомаченик Пантелеймон ќе го започнеме со обраќањето на господин Марко Колев, градоначалник на општина Велес. Поведам.